Уважаеми граѓани, во пленарната сала се носи еден закон против општина Центар, во уставна сала на Комисијата за транспорт и врски се носи друг закон против општина Центар. И веројатно тоа е можно само во еден недемократски парламент, каде што комисиската расправа се обидува да биде поклопена од расправата во пленарната сала. Но е премногу симптоматично да во исто време во две различни простори во едно собрание се носат два закони наменски против општина Центар. Што е тоа што се случува во општина Центар? Едноставно, на последните локални избори опозицијата победи. Победија и граѓаните кои што кажаја не на сето она како лудило што се прави, корумпирано лудило што се прави во општина Центар. Денеска во уставната сала, и тоа е парадоксално или перверзно, се носи еден противуставен закон со кој што се одземат ингеренциите во градежната сфера на општина Центар, се уништува приватната собственост, а овде во пленарната сала се носи закон со кој што се уништуваат луѓето или човечките ресурси кои што треба да работат во општина Центар. Коректно би било и честно и поштено или етички или морално, што ќе рече Тодоров, во законот да пишува дека овај закон не важи за општина Центар. Тоа е вака по-човечки, по-достоинствено да го направи владата. Ние ги слушам снимката пред некој ден, ја гледав од Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, каде што се дебатираше за законот за јавни државни службеници, административни службеници, за кабинетски услови. Тоа не важи во општина Центар. Градоначалникот нема право на никого. Градоначалникот на општина Центар нема право на своји соработници. Градоначалникот на општина Центар нема право да избере тим. Градоначалникот на општина Центар не може да работи со стручни луѓе, туку да ве подсетам, има двајца запослено рибари во општина Центар. Рибари. И затоа некој треба да го аминува менувањето на фасадите на градскиот трговски центар, најскопскиот и најмодерниот проект во пост-епскиот период после земјотресот 63 година. Затоа треба преседавачот на Советот од општина Центар, за жал, 105 дена денеска да е во притвор, без да се брои екстрадистискиот притвор во Австрија. Денеска е нормално, ако си од ВМРО ДПМН, да бидеш 10 дена во парламентот, да те пребацат во четврток во Царина и во петок додиш секретар на општина Центар, а кога ќе изгуби во општина Центар, ден предходно, од кога ќе го искараш поранешниот градоначалник на Центар, си знаете и како го искарал, да отидеш во општина Киселово да бидеш секретар на општината. Но тоа може, зашто е тој од ВМРО ДПМН. А другите луѓе не смеат да работат. Само тие немат судбината на синовите на Силвана Бонева да работат во странство и да заработат два стана. Од 5 квадрати трски во Дојран да си купите два стана во центарот на градот од 360.000 евра. Тие луѓе треба да бидат надвор, на улица. Имаат проблем, завршиле факултет, образовани се. Тие луѓе не смеат да живеат во светот на ВМРО ДПМН и ДУИ. Нив им е забрането да носат пари дома. Тие не смеат да создават семејство во Република Македонија. Имаат проблем, не со ВМРО ДПМН и ДУИ. Тие треба да ги протераат од Република Македонија. Тие својата среќа и судбина треба да ја бараат на друго место. Не во земјата во која што ја сакаат, во градот во кој што се родени, градот кој што го сакаат.
За жал, почитувани граѓани, живееме во држава во која што политичкиот пазар ги прегази човечките души во Република Македонија. Ги протера пред се паметните млади луѓе од Република Македонија. Својата среќа да ја бараат на друго место. Затоа што овде не смеат да се вработат, немаат книшка од ВМРО ДПМН и ДУИ. Имаат проблем. Завршиле факултет со просек 9,87, магистри се, ама не смеат да работат во парламентарен институт во собранието. Не се од пратеничката група на ВМРО ДПМН. За тоа унеказување и газење на луѓето, ја видовме цената на молкот на парламентарното мнозинство. Мислам од овој ќош тргна. 2 стана. Која е цената на другите на молкот? Го поставам тоа прашање 6 месеци назад. Ќе видиме. Ќе се одмотува клопчето. Но денеска 56 луѓе се на улица зашто имаат факултет, ама немаат најпотребната за жал во оваа држава диплома, книшката партиска на ВМРО ДПМН и ДУИ. И кога некоја нормална агенција за привремени вработувања, неоптеретена со политика, се јавува на конкурс во агенција за привремени вработувања и с конкурс како што имаш и овде во собранието. Таа е затворена, таа е посетена од армија инспектори. Случајно, баш тој ден, цел камион инспектори. Зашто? Се дрзнале, замислете, да дадат решение за луѓе со факултет, за луѓе со просек. Тие немаат во законот, овде во законот нема алинеја кога може да затворите агенција за дека може да затворите агенција за привремени вработувања ако даде дозвола за работа на лице без партиска книшка на ВМРО ДПМН и ДУИ. И тоа е честно и поштено го да напишете. Агенција што издава дозвола за вработување без членска книшка на ВМРО ДПМН и ДУИ и се однесува на општина Центар, ќе биде затворена. Која е таа леснотија на носењето на законите? Реков, цената на молкот ја видовме. 2 стана координаторката, другите по функција. Кој председател на комисија толку, кој член обичен толку. А за тоа време младите ќе мора да напуштаат Македонија. И после владата ќе троши милион евра за кампања за основа и семејство, а него ВМРО ДПМН и ДУИ не му дава да се вработи. Не му дава елементарни услови да размислува да основа семејство. Зошто? Зошто немал книшка на ВМРО ДПМН и ДУИ. И гледате колку е политичкиот пазар лесен и брз. Веќе никој не се секира дека бидејќи се работи за општина Центар, дека челници на ДУИ го кршеа споменикот на цар Душан. Еве го, јавниот обвинител веројатно се врати од Данска, од ракометот. И да го гледал и финалето, не е проблем. Реков јас, бевни у Словенија заедно на кошарката, не е тоа проблем што навива за својата земја. Ама тука во другата сала на надзорната расправа рече дека ќе се позанимава со тие работи, ама му се множат работите, некако му дојде многу. А кој е пазарот на молкот? Ајде тие од Центар ќе ја уништиме општината. 105 дена ќе го држиме во притвор, без греење, ноќе, во влажни услови преседавачот на општина Центар, за да може градежното земјиште да си го продаваме по 1 евро, да ги менуваме фасадите во центарот на градот и така натаму и така натаму. И затоа ако сака владата коректен закон да донесе за
привремени вработувања, нека си напише етички и морално, ова не важи за општина Центар и не важи за луѓе кои немаат партиска книшка на ВМРО ДПМН и ДУИ.